Добро вечер, мои драги, еве неповторно меѓу вас, заедно со новиот гости на оваа вечер. Се надевам дека ќе биде богато интересно и дека ќе останете со нас во следните 60 минути. Да, најавив дека ќе се вратиме во врвна и добра форма и јас тоа го велам сосема сигурно затоа што не се залетувам и јас ко некој без да размислам, па да прогнозирам, случајно и да утнам. Не, јас анализирам. Нема кај мене импровизација. Кај мене секогаш важи онаа стара и добро позната девиза: 3 пати мери, а еднаш другарка и намери. Само што другарка и намери да не е од оние што лаже па да ми каже дека во целава ситуација јас сум невина, жими деца. Поизложено сигурно погодувате, а и после претходно дека и јас сум по жени. Па нормално, но што имам друга. Еден друг другар. Всушност тоа ми е прв, ама не тоа на што можете да помислите. Не, видите вака, сега се дружиме често, така може да кажам. Тој што е по жени. Јас сакам жени, ама он обожава. Значи, тој е убеден дека треба да се следат, да се обожават, да се љубат, да сте внимателни кон нив, да ги чувате. Неверојатно нешто. Имаше огромна желба кон сите жени, ама посебно сакаше да биде со некоја студентка, да спие со студентка, ама тоа никако не му успеваше. И на крајот мислеше, па размисли и најде соломонско решение. Знаете што? Зеде ја запише жена му на факултет и на тој начин мислеше дека ќе спие со студентка. Но, да не е само тој проблем. Не успеа пак, зошто? Не е тоа што мислите, жена му не го напушти. Таа остана да живее со него, меѓутоа спиеше со декадо. И кутрата таа, целата, така растревожена, разбиена, да не кажам дисперзирана, нели? Од таму натаму, беше навистина уморна, другар ми разочаран, а јас сум убеден дека токму по неговиот случај на познатиот доктор Грујо му дојде гениалната идеја за дисперзирани студии. Мажот да ја храни, а деканот дипломската чест да ја брани. И на крај кога му помина и тој мерак, што му остана само да плати за да легне со нека. Арнама, не може ни тоа кај нас, нели нема јавни куќи, што не значи дека нема и јавна проституција. Не, видите, тоа не мора нужно да оди едно со друго. Не, има јавни предпријатија, јавни установи има, и таму не може да дојде до некои несакани врски, еротски, посебно бидејќи скоро сите се роднини. Значи, јавни предпријатија, има јавни установи, јавни тоалети, јавни седници во парламент, што автоматски значи дека има и по нешто од најстариот занет, нели? И на крај за жал таа реши да го напушти, тој убедуваше да остане, а јас па, кога видов дека нема друго решение и таа е решена, престана да ја убедувам во негово име и реков: сакаш бе да ти најдам ја тебе некој адвокат? Не, ми рече, фала, веќе си најдов еден политичар. Не е министер, за сега, ама пратеник и тоа е нешто, знаеш, ама толку е, да ти кажа право, превртли во кревет, што не е чудо и тоа да стане. Значи, може. Види, не е министер за сега, само пратеник, ама никогаш не се знае. Кај нас тоа оди бргу. Ценам по тоа што, знаеш како бе превртли во кревет, се превртува вака, па не е далеку, кој знае, може да се преврти во политика и да направи салто мортале, па да стане и министер. Преврте играта и кај нашиот покровител, државната лотарија, имено седумката со вредност од неверојатни над 80 милиони денари, мислам беше некаде околу 1.200.000 евра, веќе се падна. Се падна кај некој, слушнав дека од кавадарци, нека му е со среќа, а вие другите да имате повеќе среќа. Надевајте се и понатаму следете ја таа игра секоја среда и сабота. Огромни добивки, не заборавајте играта Джокер, тука за малку добивате многу. Гребете и гребки, ги има
различни, бројни се преку десетина и гребењето никогаш не застарува кај нас, не е како некои лесни кривични дела, нели? Секогаш е модерно да се гребете. Простете, веднаш до нив, до државната лотарија се и останатите наши подржувачи и пријатели, меѓу другите Бучен Козјак на најдобар начин, така што ги изработуваат оние превкусни и здрави млечни производи кои се навистина барани на секаде, ама и лесно најдени затоа што ги има во буквално секој маркет. Алфи Техноцентар ги има и во Скопје и во Куманово, две преубави продажни места полни со рова како око и две места на кои имате секогаш, велам, се на едно место и за дома и за работа. Тука си и производите на Арис, тие прават чисто ренто, едноставни за употреба, гарантираат сосема чиста околина со така специфично пријатен мирис и останува незаборавниот и преубав амбиент и момент кој ќе го доживеете во едно село Тимчевски и нивниот ресторан Еден, каде што ги приредуваат оние неверојатно добри веселби, свадби, родендени и воопшто, значи веселби од секаков тип. А вечер ексклузивно по подолго време кај нас, но и воопшто би рекол на секаде, бидејќи беше малку отсутен, е нашиот гостин Мартинијан Кириловски со неговиот уникатен начин на пење и конкретните планови за својата блиска иднина. А освен тоа, ќе можете да го видите и воа. За едну ноќ крај мене ти би дала цел свет, а јас све што имам се твои 25. Саглам ципеле што викасва стари катар сезон пери носи, више нема. Мој Петал, бе, Стојко, знаеш го? Петко. Он увек кукурика тачно 3 сата и никад не касни, а не па песму порано да каже. Јок! Сам сум во ноќ вативка и сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот ми. Еве не со гости на вечерва, оној возбудлив дел кој сите го очекувате. Помала пауза, од објективни, необјективни причини, малку од здравствени, окото ми беше ко да ме кутнал некој со една селска тупаница, ама помина сето тоа, мислам дека сега е сосема културно и невидливо премногу за сите вас. Нема љутиш и понатаму оваа вечер со нас, моја чест и задоволство да ви го представам, иако веќе многу го знаете, многу мина од вас, Мартинијан Кириловски, дечкото од нашето мало. Како сте? Добро, супер, немој само да ми пресираш, се очетаќам ко Чичко. Знаеш колку ми е чудно денес, знаеш, ќе кажам за некој, добро, он е постар, 56-7 има. Боби, кај се, виж како махинално. Го нема коки, 56-7, Боби, кај си ве шо правиш? Боби Амадеус, дами и господа, најдобрата позадина, може да се каже у емисија, ама од позади е треба доверлив човек за од позади. Музичка позадина, Музичка да не е сценска, тама работата става сценска позадина. Добро дојде Мартинијан, нема љутиш. Благодариме на поканата. Мартинијан, 2 години поминаа твоето последно гостување кај нас. Иако имаш привилегии во оваа телевизија, знаеш дека сме со тебе од почетокот на кариерата и сега думавме уште од мал. И јас сум уште од мал секаде, зашто уште сум мал. И ја следевме твојата кариера, знаеш дека бев лично јас, меѓутоа и како медиум и како емисија, посветени на твојата кариера, во намера доколку можеме, се радувавме заедно на твоите успеси и велам имаш привилегија, можеш да гостуваш, да кажам, можеби секој ден. Па секој ден, не е емисија, али можеш на телевизија. Но можеш почесто, ама нели бараме некој повод да биде интересно за нашите гледачи. Ти си од оние пејачи кои што не сакаат премногу да се експонираат без никаква причина и најмногу сакаш, колку јас забележувам, да си не само со причина, туку и застапен повеќе музички, онака да направиш некој добар хит и тој да зборува за тебе и да одекне твој нов проект, отколку ти да зборуваш за себе самиот. Па мислам дека тоа е за секој музичар треба да биде приоритет. Треба да биде приоритетно. Поради тоа што си снимал нова песна, нов спот, ќе оставиш да зборуваат телата. Так. А сега шолташ тампа постоела од секогаш. Јас тоа сваќам, разбирам.
знам дека и тоа е дел од шоу бизнисот, од промоцијата. Добро, ти мислиш Едно на друго- жолта штампа као за тебе зборуваат други, не ти. Да, зборуваат, но у 90% Лажни случаи, еве да, лажни вести, за да тој еден некој си медиум успее да привлече внимание. Да, добро. И обично насловите се онака Да, нешто актуелно. глупости. Ајде да кажеме сега вака некоја провокација. Имаш пример како пошто они обично ловат на наслови. Ке стават некој онака гранден наслов. Ја често го повторувам, тоа многу ми е смешно, али слично имало. Конечно Лила Филиповска ја покажа својата мачка. Знам на што асоцира кога ќе кажете така. Имено Лила чува мачка, нели? Ама ретко кој од сега да кажам обичните граѓани, меѓутоа оние што не се по медиуми и не ја знаат лично, можеби, не знаат. Додуше и јас не сум знаел дека чува мачка така тајно А има некои со на какво место бујна никој да машта. не ја види, имено. Има некои со бујна машта, пак Ама нема тука бујна машта. Тука директно се гаѓа у целта. И ја покажа својата мачка и ќе отвориш и сега нормално Лила со мачката си се игра. И Лила се игра со својата мачка, нели? Својата мачка, да. И ја наведувам така, не само наслов, ти ако не пишуваше така. И ја единствено се чудев, добар беше наслов зашто не е мачар, туку е мачка. Се игра, нели, нормално се влегуваат натре и велат, абе шо правите, и сега доле она коментари. Ту, да ви се згади денот, јадењето. Никад нема више да ве читам. Ама кликнале, нели? Тоа е некоја тенденција да се успее. Има ли за тебе тако некој наслов да издвоиш? Па сега за сега не. То сега, мислам, имало некои наслови, но не она ептен скандал позни некои, поради тоа што градам кариера на база на квалитетна музика, без скандали, без икс други причини. Знам многу мои идоли, на пример, кои немаат ниту еден скандал. Така. Ниту еден скандал, како што се да ги хапон мене своевремено Тошев, Проевски, Сергеј Четковиќ, Здравко Чолиќ. Тоа се Тино Мерлин, тоа се јас За Дино Мерлин стварно. Нешто имаше нешто Он слично, на национална база. Да, тоа на национална Ама база. мислам дека и тука на пумпа, не. Извини да прекинав малку, имено постои легенда дека и водителите не треба многу да зборуваат како мене, да дадат предност на гостите, ама ја како пеачите и музичарите кои ги споменам малку сакам да се експонирам. Ама за Дино Мерлин ми е многу впечатливо, ми беше гостин. Правевме интервју во телевизија Нова, па тоа Господ одеше тоа време по земја пред 20 и кусур години. Ја толку бев воодушевен од него. Си имаш запознаено да зборуваш со него? Не. Пред 20 години? И кусур. Пред не бев тогаш роден. И ја не бев тогаш. Дубак бе. Абе, добро се, дали го знае? Како може се сеќам пред Тоа 20 беше години да кажеш, роден? не го знам Дино Мерлин, тоа се остава загадка дека го знае. Не го знае. Ме импресионираше начинот на размислување, онака теми кои раздрзнав. Ја поставав некои прашања кои нема сега да кажеш нешто филозофски, а човекот толку има специфичен начин на размислување и не верувам дека таа таква богата душа би можела на национална основа да повреди некој друг. Ја просто не можам да верувам, ама не знам факти дали било или не, ама тоа беше единствениот случај вака, во главном неговата кариера се движела без и се развивала без некои посебни инциденти, освен што пееше со ова, Со? ајде бе, Дует некој? Кога завириш вергување. Совесна змија? Совесна змија, и сега ти само можеш да се досеќаш ако снима совесна змија. тука треба богата машта. Извини, импозантна листа. Редите на том Здравко Чолиќ, Дино Мерлин, Тоше, види, ми се чини дека и за Тоше, дури и за Тоше успеа да најдат црни дамки, еј. И Детето беше ангел во вистинска смисла на зборот. имало, значи, милион јас за мене конкретно, ќе кажам, сум чул муа, абе ти дека сум бил геј.
А нема врска, благе везе, човече. Тек не знам кај идам. За тебе има нешто? Па е, Се мислим. шегуваш, ја не сум слушал. Сум чул Има за такви много. муа. Видите, проферана работа, ми било задгрб многу пати. Детево е... па ти си видовен самиот. Зашо? Колку девојки имаш одбиено, бе? А, што те прашам вчера Немам прво? одбиено, девојке. Што те прашам? Чат пат мислам. А не, девојка му Чат не, пат ја нема одбиено. Девојка нема одбиено. Пошто тајминг немам доволно, мислам. Пошто што сакаш да те прашам тебе дали имаш одбиено девојка? Не, тајминг мислам за Мартин. Сакаш тоа да прекинеме тука. Не, Па не, зашто. мислам. Може комотно да иде. Еден од најпосакуваните, а постојано се иста девојки и викаме нема жута штампа, што напишуваат. Ајде да смислиме еден наслов кој, еден наслов за Мартинија што ќе биде онака ќе наведено погрешен Наслов на заклучок. погрешен Може, наслов. Да. Што е, мислам? Еве ја имам одма еден. Мартинијан ја смени девојката. Од Сите ќе кликнат. клик. Бог да чува и да пишат Мартинијан веќе не е по девојките. Па добро, може така. Нема потреба. Тоа кога ќе се ожениш. Ја ќе го ставам, брат. Кога ќе се ожениш, Мартинијан потврди дека веќе не е по девојките. По женски, по девојките бола. Кликови колку сакаш. И многу е тоа да не кажам како имаме еден интересен израз кој веќе не се користи, таквото, кога веќе соработувате со тие луѓе, ја мислам дека им давате интервјуа, соработувате со нив, им давате информации, каде настапувате, што како, претпоставувам дека со оние што ја ставате страдата, имате постојана комуникација. И имаме комуникација, но они, например, ети кажуваат, пример, за одреден Аслов, дали ќе става. Ти си правиш интервју, нормално се. Меѓутоа, они кога ќе стават некој Аслов. Насловот ти се случувало да правиш интервју, насловот да нема некоја врска со државното? Смена, да. Сега конкретно не може да ми текне, пошто многу интервјуи има по земје, но знам дека се чудиш сами. Да. Ја не сум кажа. Нешто малку из Имаш кажано може во тој контекст, меѓутоа не така и имало многу ситуации, пример сум пишувал интервју, одговарам на прашање, ја одговарам едно, оно гледам интервју друго. Она what? Што да не Google So what? Google Translate. Веројатно. И па не од кумановски на македонски. Од кумановски на македонски. Ако е струмичанка новинарката, тука може да биде контекст. Ај сега тоа ми е многу интересно бе. Види, иако е многу лесно да си новинар, ретко кој ден сака да биде новинар. Зошто? Сам се прашувам, сам ги се одговарам. Зошто? Ја ќе те прашам. Зошто? Затоа што новинарството ете до кај дојде. Пази, му праќам прашање и он сам си пишува одговор. Тоа, мислам, навистина не знам кој тип на новинарство, ако ти дадам ја време на тебе, ова емисија не се емитува во живо, ма се пак снимаме, не? Да. И сега ако ти се залеташ да кажеш нешто и сега ќе бараш да стопираме снимање, освен ако не збориме за онаа вечер, нели, тоа не дај Боже, мислам за тоа да. Ама друго не, сега може ќе сгрешиме, ја грешам, така ќе се излетам нешто. И финтата според мене е во тоа што ти размислуваш во даден момент кога ќе те прашам како реагираш на работите. Значи лесно ти е тома ти ќе се мислиш 10 минути, 15, 20 и ќе пишеш јас не сум геј. Кратко и јасно. Тоа е лесно. Меѓутоа кога ќе те прашам директно што ќе кажеш, каква експресија на лицето ќе направиш, што е важно, се шалам, знаеме сите, тоа може само зли луѓе да направат такво нешто. Па мислам дека е ист ваков проблем, не е ников, па мислам Не, проблем. Проблем тоа некого го погоди, некој не. Така. Некој кој знае дека не е тоа што има да го погаѓа тој Аслов. Боже мој. Например, мислам дека и Тоше Проески имаше за него. Па добро мислам. Екстремно Шушка Моника. Екстремно. Се Екстремно мислам. Тоа не е убаво. Човекот беше драго ми е што кажа не е убаво. Тоа ја мислам дека не е убаво. Екстремно лошо. Нити пак е нешто привлечно. не е убаво. Затоа што ти збориш, ја за оваа работа што зборам. И да потенцираме на сите што така преферираат дека тоа не е убаво. Што ги прават тие ствари. Да, што ги прават тие ствари. И он имал
таква ситуација и јас сум имал таква ситуација, ама тие аслови не треба да те тангираат уопште. Да, ако се замораш со тие ликови. А види, тоа се воглавном неостварени ликови кои се занимаваат со туѓи, сад не проблеми, тоа не е твој проблем, меѓутоа се обидуваат на некоја поскратена патека да дојдат до некоја слава или пари и сега утре ќе се сретне со тебе, нема проблем да те погледне у очи и пак да се понаша како ништо да не било. Ама најдобриот лек за тоа е незамарање со таквите, да не им се дава на важност и затоа не ги споменуваме никогаш по име, ама ги потенцираме нивните зли обиди да направат нешто или од некој што не е. Тоше, боже мој. Па издрав Здравко Чоли, се сеќавам на времето, с Игор Джамбазов збореа така нешто, седи у кафана и на крајот он излезе со најубавата жена у кафаната, а сите збореа дека као девек ова. Сега вие зборете, останете, човекот отиде со најубавата жена, да потенцирам, тогаш не беше со Искра. Беше жена со Искра, не му беше девек. Сега, нека ме бара. Еве ти еден скратен наслов. А подолг материјал за муабетење. Трнавме во некој насоки, онака неврзано, ја и сакам така да ми се одвиваат работите. Во вториот дел ќе збориме поконкретно за тебе и твојата кариера. Сега би сакал при крајот на првиот дел она што ти најдобро го правиш. Да пееме? Пес, брат мој. Што ќе биде, што ќе чуеме? Па прво ќе чуеме мојата омилена песна од еден од моите омилени пејачи, Грлица. Жеljko Самарџиć. Еден од пејачите кој скоро никаква дамка нема во својата кариера. И за Ама него. не би ме чудило и за него. И тој да не е. чудно. Си се подржува, Се е као нормално. Се е као нормално. се шалам, брат мој. Се проверено и се на место. Да чуеме музика и доживаме Мартинијан Кириловски со маестро Боби. Благодарим. Амадеус. Амадеус. Се сеќаваш? Амадеус. Šta si to u meni našla, moja tužna grlice? Što su drumovi za mene, za tebe su ulice. Tebi treba neko snažan, neko jak i siguran, a ne čovek kao ja, od života umoran. Nije tebi noćas mesto u mom hladnom hodniku, da bi došla do mog srca, ne znaš tajnu lozinku. Tebi treba neko snažan, neko jak i siguran, a ne čovek kao ja, a ne čovek kao ja. Za jednu noć kraj mene ti bi dala ceo svet, a ja sve što imam za tvojih 25. Za jednu noć kraj mene ti bi srušila svoj led, a ja ni onda ne bih imao tvojih 25. Браво. Многу лесно тоа. Напредување 100%, брат мај. Пауза, Живи па се здрави. враќаме. Саглам. Квалитетен, сигурен, добар, поштен, таман. Саглам ципеле, саглам мајстор, саглам домаќица, саглам радник, саглам директор. Може да збору до јутре за саглам нешто, ама такво тешко се наваѓа. Саглам ни го оставиле турци како збор и е придевка, а е у категорију неменливи зборови. Ако е како збор, зашто не е и како карактеристика неменлив? Саглам ципеле, што викасва стари катар сезон пери носи, више нема. Саглам мајстора тешко да најдеш. Све су тој мајстори хаус или ти хаос мајстори, кои у све се разбира. Струју има у мал прс гипс картон,
Од njega дете може да направи. А воду? За воду да не зборим. Држи воду док мајстори оду. Саглам домачица. Аха. Ти мислиш знае дење како мајка ти да направи, като напие како татко ти. Саглам радник. Он куче у сенку не знае да преврже лопату и гребуљи ги меша, а за маламашку мисли дека е послужавник. Саглам директор. Врста која изумруе. Ендемска врста која треба да е у резерват и да се чува на сигурно. Ако још ги има. Добре, што се плашиш, јас сум прецизан за разлика од тебе. Место дње, ноќе надвор шеташ, не е убаво Стојкове што правите на комшија последно време. Не знам, тој нова луѓе околу куќу викате, бре, ќе ти викнам полиција, ни едно време се мотате. Ако мислиш за синоќка, уопште не си управо да ти кажу. Ја само размени неколку реченице со младиќа што беше на врата. И тој културно, нели знам? Чуве, не нека сам редознал, него слушаш се, а каков младиќ? Па ти младу жену замарува се тој, не си младиќ замаја. Каков ти е тој младиќ? Глеј, како прво, одма да ти кажу, значи, не беше ни едно време, него беше 2 сат. И како друго, тој младиќ не ми е на мене, него на жену. Што? Е колега. Па добро, него на жена викаш колега. Да. Па, добро, не јас само да ти кажу едну информацiju, па ти си знаеш натамо, мој Петалбац Стојко, знаеш го? Петко. Он увек кукурика тачно 3 сати и никад не касни, а не па песму порано да каже. Јок! Тој негде, 3 тачно, не негде, тој, 3. А ја колко што знам, тој викање, зборење беше после тој. Абе, гледај, исто па да ти кажам. Тој младиќ што дојде, он е колега на жену ми и зема го да го одведе на забаву на фирму. А ја што земаете? Не, зема го да го одведе на забаву на фирма, ма ја му одма кажа. Значи до 12 вечер да си го доведеш дом. Правилно, бе, Стојко, баш родителски, оно кој строго ги идеш, браво, се идеш тој, браво. Ама ја како видам, а се тој, овој, он доведе го, ама после 3 беше. И кажа му, каде отиде? Немој случајно да си ми се напило тамо, сакам трезан да дојдеш. Он бе дојде мртав пијан. Мртав пијан. Нема везе, дојде си људиш, нема везе со сите има тој, не мора полага да вози. Остави ти пијан, не ги тој уопште казнува, само ако вози брзо или на црвен. Добро вете те вратија ти го жено, што замисли па да го оставија тамо на забаву. Кој знае кој некој друг младиќ би го може да довеел, па. И најважно што му беше та културна кажаја, абре, па ти овој што си го довеел уопште не ми е жена на мене, Џукело. Џукела, не Џукела, една Џукела. А кад си дојде твој, па дојде ли бре твоја уопште дом? Па како не е дошло? До душе малко се позабави, около 4 сат си дојде, довезе го едно авто, такси, црно. Сега. До душе немаше горе табло такси, ама... Нема што се гира, време га сак погоди, 4 беше, не дека сам радознал, него овој чуга авто, а тој што не му се гира. На црно вре работи тие. Тие се најбезбедни. Да ти кажеш браво и најонакој услужливи. Не мора плаќаш бе Стојко. На консигнацију воду. Оној бре знаеш, кад се потроши работ, тога платиш. А она па пустиња не се троши. Па не е тој бројчаник па да преврти. Или па сапунче што вика да се потроши и заби. Не, још колко ќе го вози. Ако убаво бе Стојко важно, довеле го дома бре. Дома си е сега, еве си го са котмара, па ја во доручак носи. Браво, родителски, а младиќ? Кој младиќ? Па тој го што не го доведе? Ама ја истера Џукело од двор после ти. Ја би сега да го строг да би услажам го те. Браво. Беа тоа чит-чет разговори неврзани во првиот дел со Мартинијан Кириловски, сега ќе одиме со нешто по-конкретно за кариерата. Ново нешто мора да има. За 2 години ти не седиш мирен. Да, за 2 години
Имам направено две песни. Таква беше ситуацијата, ќе беа и повеќе, ама. Првата беше во април месец онаа година. Таа песна се вика Удри ме. Музика текст се на музика и аранжман се на Илија Ќосевски од Штип. Текст на Весна Малинова. Потоа во октомври на Макфест, без да кажеш збор се вика песната. И тогаш учествувавме на Макфест. Имам дојава дека е многу слушана песна по радио. Има тоа награда за најслушана? Да, и има. Мислиш, има шанс? Ќе видиме, има. Не, ако значи има шанси тоа. Мојата песна и уште две се така во мртва трка, па ќе видиме. Супер. Здравје Божје, аплициравме за Белградското пролеќе фестивал, меѓутоа ова година дека било и јубилеј, 65 години и ќе го правеле само да е со претходни учесници. Победници, кои се биле да учествуваат на фестивал. Значи, Тоа кој Да. Кој Евијално јас останувам за следната година, здравје Боже. Добро, че. Сега сум у план да издадам две песни ова година, ако идам и на фестивал Црна Гора, тоа ќе се 3. Црна Гора, тоа беше фестивал од Сончена скала? Не, Сончена скала го кина, сега е Бисари ја. Ама не е ист фестивал. Не е ист. Али тој доминира, Сончена скала беше едно време Тоше Прски. Да. Сонце во твоите руси, кој се тоа песна? Чија си, ја мислам дека. Не, чија си на Не, на Белградски, Белвизија. на Белвизија за како кандидат тоа време за само мислам дека таа година не иде Србија. Не, тоа беше само онака. Али он победи, така? Тоа не спомнам. Мислам дека победи? Не сум сигурен. Мислам дека победи. 100% победи. Нема што да мислам. Немам со што да мислам. Ти со која песна ова на Белградско пролеќе? Бидејќи само победниците? Јас сум Белградско пролеќе. Па пролеќе веќе заминуваш. Април Белград. Тоа сакам да прашам, тоа е од Белградско пролеќе? Таа е прв победник. Победник на првото издание На Белградско пролеќе. Здравко Чолик. 65 години. Ај кој да биде? Миленко Савиќ. Здравко Чолик е брат нормално. Добро. Ме праша преку две песни и двете не можам, и двете работи не можам да ги направам. Што беше прво? Удрима? Не можам моје дете си. Не. А втора така го сеиш? Без да кажеш збор. И тоа не можам. Ние Да ми простиш, ама не можам. Две песни, добро. Ти одиш онаку комплет спотови имаме? Имаме спотови. Добро. Комплет. Добро. И како се правиш обичаваш ли да правиш онако официјални презентации на песна, спот кој ќе правиш или тоа едноставно само го шириш на медиумите? Сакам да правам тоа, но кога ќе чувствувам дека е тоа вистински момент. Така. Поради тоа што сега во време на медиуми како што се Инстаграм, Фейсбук, ТикТок, Микток, Социјални мрежи. Исто мислам. YouTube. Дури можеш и тука да ја направиш презентација. Плодатен трошокас. Најдобро е, да. Сегуваме. Сега покани па доаѓаат негде. Подобро е според мене. Подобро е и тоа и тоа. Ето. Вака на пример ќе Ако си имаш пари. Па еве вие ќе видите Абе ние сме за спонзори, кај да сме биле спонзори. Ние знаеш како викаме? Еви ние ќе бидеме медиумски спонзори. И така можеме единствено. покровители. Па да, така може. За жал. Добро, ти гледам дека фестивалите ти се онака блиски, за разлика од некои пејачи. Тоа претходно да констатирам, ми се допаѓа што си од оние пејачи кои сакаат комплетна приказна. Немаш до сега, мислам, песна, твоја песна без спот, без видеозапис или греш? Имам две. Две. Мојата прва песна 2013 година и уште една.
први кутрињу вода и се уште. продават, мада не беше лошо, тоа беше... Убав, па освои трето место на На Макфест. Макфест. Ама го имаш настапот на Макфест? Го имам, да. Па добро, тоа е. Гледај, важно е да имаш нешто да се пушти. Оди Звездо, која промовираш? Тоа е во камионот. У камионот? Интересно. Си го гледал спотот? Песната стара 8 години, 9. А спотот си го видел? Не. Па не па кореспондира не, со па денешната нема. техника, како да ти кажам. Има ли 8 спот? години, па и од овој 5, па тогаш, кај не знам како ја снимиле таа... Не, мислам, оди Звездо е стара, мислам дека од 2010-та песна. Затоа што- Тоа е у камион 2018-та, 17-та. Да. Ама спотот онака не може да го емитуваш на денешната техника. Да, Не можеш да го емитуваш да личи да биде Мислам добро. дека сега е друго време. Треба конкретно цел пакет со спот, со И аудио видео за. Добра Меѓутоа, стратегија пред се. па да си врх, на пример Тейлор Свифт, како што е пример еве сега Здравко Чолик, Роби Вилијамс. Кажувам, да си на врв од својата кариера, па да пуштиш песна со слика твоја. Да, добро. Јас со слика моја и со текст имам на моја песна која освои прво место на Макфест 100 пати на ден, 197.000 прегледи. И тоа не може. 100 Значи, едно да ме гаѓаше да може. пати на Са ден. реално, ај реални да бидеме. Ајде. Да беше 99, па ајде горе доле. До 30 пати. Претерано. Ајде, де. Ајде, Тука 99 нека горе-доле. се движам у таа граница. Од 90 до 100, или на 100 нема. Ќути Коки не е тука. Ќе Троцифрено мораше број. да лаже човек. Поздрав за љубави Голем Коки. поздрав до Коки. Поздрав за Може Коки. ќе гледам иако не идеме Може. уживо. Тоа е она што посакуваш да ти се случи во блиска иднина. Знам дека, значи рековме, тоа е насоката по која идеш. Меѓутоа, што би било нешто за тебе што би можело да се случи во поглед на твојата кариера, на животот, а да драстично ти го смени правецот на живење и те направи исполнет. Нема да кажеш само да се оженам. Иако време ти е. Па време ми е. Време ти е, таман. Дали наполнив 30 години. Со среќа. Табла јајца. Табла Таман. Таман. Завели. Таман. Таман. Ху. Таман. Еј, многу го обожавам муабет у кавадарци, мислам дека викаат. Која ќе кажат, женско посебно која ќе ми каже, таман си е. Викам, фала Богу, се најде некоја да каже, таман си е. И тоа име често вака муабет. Добро, да одиме ние првин со една игра, ја не ги замарам многу гостите, ама ова е игра која може да ти донесе и задоволство. Па е што тебе може да ти донесе, може и мене да ми донесе. Сакаш лото? Нема коње и коцкање, никако да се коцкаме, тоа не дава да се коцкаме. Не, мислам без шега, ова игра е далеко од коцка, семејна традиционална игра. Прашај ги твоите дали е коцка, дали играле или не играле. Игра? Играле. Послава ли игра? Кој е културно-уметничко друштво? Паче пеше. Паче Пеше кој нас е. Или Орце Николов, или Паче Пеше, или Кошо Расе. Нема, ова Трајко Прокопиев. Ретко само кај нас. Имаат неверојатна добивка за 7К и... Абе, падна 7К. Да, 1.280.000. Знаеме. Таман си. Како го кажам некој муавет од сега? Опа, таман си е која го поди. Леле, не да си е таман. 1.200.000 евра беше. И сега како да рекламирам ја, онака кој каже, над 77 милиони Па ќе дојде, куде да ќе дојде? ќе дојде, куде и дај у Македонија, не доваѓал тако лако. Седмица ќе дојде, биш. Не, мислим, да се зголемува добиток. Ќе се зголеми, прво ќе дојде. Ама, ќе пројде пак кај некој покрај Кубано. Добро берем на К. Ќе заобиколи. Можеме да бидеме задоволни. Некоја соработка, јако го те следам, дуети немаш ни сега? Дует. Немам. Немаш. Дует сега за сега. Што чекаш? Во план сме сега да снимаме еден дует. Веројатно не со машко. Не сум машко. Така со женско. Ја не мислам тука да не е Фала за Богу, кашкала, со не знам. женско. Фала Богу. Пус крај било. Не, мајка му, ја имам чуено една работа. Имам чуено една работа вака. Вика, 3 пати се разведува, а швалерката му остана иста. Тоа е врвна верност.
Само Мартинијан толку време пее на естрадата и популарен, девојката ист. Браво. за Па, вас. заедно сме, Заедно 3 поминавте години се. сме. 3 3 години. Та бога, Од понови, мислам. ако ми го со не информира. Мислам, од понови, да. Ја го направи ова символ за верност. Да, не, ова е крајност. Не, па Ова е добро, да, така зборев ми Крајна тоа. верност. Не, па истата е, чекај, истата е од минатиот пат кога беше го. Да, истата. Па тоа Истата, мислам ја. минатиот пат Затоа пред 2 години беше. Да, и 3 години, бога ми. 3 години и 2 месеца. Нема да чекаш. И 17 дена. И Ује, 3 сата. ке се ожеди. У минути ќе имаме. И ова го измисли. Ова го измисли ќе дома сега. Сега дигитално драматиче. добро. Лентата врти. Ајде ми кажеш 7 бројки, не, Боби, ја и ти ќе абстинираме од Може. лото. Мартинијан ми се чини ќе донесе среќа. Знаеш принцип, верувам, играме 7 бројки, ја уплаќам, еве ја ќе финансирам. Добро. Тоа е високи 30 денари по комбинација. Ја ќе вложам, а ќе делиме. Сакаш пола или братски? 70-30. За мене нема проблем. За мене 70-30. Ау, знаењето било пресудно. Може да биде Се слагам брат. Ама ти ги товарам коки и Боби. кој ќе финансира? Па ти кажам право со 1.280.000. Ја ќе финансирам и ќе Ја ќе биде коф. Боби, можеш да пишеш ти, ја научарите ги забориш. Финансиер ја ќе биде. Ајмо, Кец. брзински, опа, кецот 1, е наш, 11, 1-11, браво. 6. Их, моја бројка. Зашто 6? 6 има значење некој символ или не мора да кажеш само Има и првиот и вториот број. А сите се Четири обично така значења. се игра лото или роден ден или со некој друго значење. Мене роден ден конкретно, идеме натаму. 24. 24. Навистина овака ги гаѓам. 24. 14. 14, Колку кажавме сега? 2, 4, 5, уште две бројчиња. Уште 2 бројки. 30, ајде. 30. Нека наполни 30 години. Да разбиеме мале, ние да не кажеме, мислам дека ќе си таличен. Ајде? И Што ќе сум? таличен Што е тоа? Марти, не е мистерија, Мистерија, таличен Мартинијан. Тоа е среќен. Добро. Ти си таличниот, тоа сум убеден. Ајде, уште една. Ајде, Лицитираме со бројки. Што имам видите, предчувство дека ќе добиеме нешто. Имате За вас не знам дали ќе Имам добиете, предчувство ја дека имам ќе предчувство добиеме дека ќе нешто, добиеме така да. ја и Мартинијан. Пошто сам го играш овие комбинации, мислам дека Нужно ќе е да добиеме. го стигаме да те го пратам, сакаш или сакаш да те изненадам кој ќе се... И Па, а до колку број има? 7. Не, мислам, 7 од до- 37. колку? До До 37. 100-ка? До 37. До 100-ка. До 100. И Па, 22. И 22. Хопа. Сега би сакал да кажам добитната комбинација, ама ќе мислам дека навистина е добитна, ќе ме убијат. Значи Мартинијан му нема љутиш, играше 1-11, пред тоа 6, значи 1-6-11, 14, 22-24 и 32-4 без научени погоди в седумка седумка. на лото. Може би, ако бидат тие бројките, браво Мартинијан, честитки за тебе за успешно одиграниот тикер. Одлично. И сега одиме со втората музичка numera, за да можеме на крај да кажеме уште кратко некој муабет. Сега? Одиме со победничка песна на Макфест, но не моја, овој пат со мојата омилена од Макфест, Трајче Манев 8. Сам сум во ноќ вативка и сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот ми. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, и како да сакаш да кажеш не. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се.
е таа леснотија за која ти говорев пред малку, која за мене е многу видлива од пред 2 години, драстична разлика, па од пред 7-8 да не Години говориме. уште помалку. Баш. Супер. Сега е таа зрелост. Хашки вокал има најголема зрелост од 30 до 40. Така мислам дека знам. Така да сум ја на почеток. Ја На почеток на се надевам зрелост. не сум на На вокалот, крај. да. И дека трае тоа до 65. За тебе до 70. И така. Да, зрело, убаво, фино, браво. И онака благодарам. баш верно. И се обидуваш да го донесеш тој призвук, според мене, од оригиналот. Слично, да. Како пејачот што го прави тоа. Не може исто, али? Па, нормално и не треба исто. Блиски планови, нешто конкретно, можеш да истакнеш таа песна, тој соработка со тој автор. Во план сум да снимам нели 2 песни и еден дует, конкретно нема се уште Инфо, конкретно ништо инфо, пошто имам 7-8 песни кои си чекаат своја А така, подготвени песни? Да, бе? и се уште немам изберено кога да ја пуштам. Така, добро. Пошто, например, на првата песна тој е автор, на втората другиот автор, на трета Ама ти се- завршена работа, земени песни твои се дефинитивно така. Мои се меѓутоа се знаете, клавир, вокал, гитара, вокал, само треба па да се справи аранжман. Така, Едно добро, друго. И добро. сега ја ке тебе во емисија ќе кажам едно, а после ќе излезе друга песна. Па да не гаѓаме, сакам да знае публиката дека ќе има 2 песни минимум ова година, така да здравје Боже, ќе дадеме се од себе, зошто да не бидат и 3. Меѓутоа сум во план и ова година да снимам еден дует конечно, што не е. Значи, 2 песни плюс дует или една со дует, но добро, тука у рамки на 2-3 песни. И во рамки опа, Вистина. Готово. Ќе бидат Абе, три. толку Ќе бидат беше три. Добра Ќе бидат три. емисијата што Ќе ја бидат три. почнав да славам конфети летат да сите страни. Ти посакувам успех, како што и досега ти се случуваше при секоја нова песна. Дуетот нека ти биде, ја верувам дека ќе направиш нешто да биде баш. па се надевам. Ќе имаме нешто Балкан ска соработка и на крај не можам да не те прашам кратко само со грант соработката оди или сега си сосема самостоен. Тоа си функционира. Трае. Уште браво. имам уште 3 години од тој договор, меѓутоа се е. Задоволен си од тоа, Коректно, функционира да. коректно, онака како што е Коректно се. начално кажано. Браво, тоа ми се да. Коректно се така. Во рамки на тоа. Ти благодарам, мој другарче што беше и денеска гостин, ти посакувам тие успеси да продолжат, да се редат, да бидат бројни, Ви благодарам и на да вас. бидеш Да. како Здравко Чолич сепак, или блиско како него барем, Благодарам многу. сите би биле задоволни. Ви И тука благодарам. некако Боби. Па добро, знаеш, тоа е и Боби. помеѓу. Сега можен... У среде. Тоа сакам да кажам. Да бидеш блиско до мене и Џамбазов не е тешко, у средина си негде. 100% си у средина. Така да, таа е насоката супер, барем ја мислам, а гледачите нека се чувствуваат почестени, еве, 2-3 нови песни во ова година, па натаму ќе видиме како ќе биде. Само успеси, Мартинијан, браво! И да те ослободиме, Трајче Манев го пееше на Макфест Штип, а треба да идеш за Штип вечер да пееш таму, ако не се Вечер лажам. немам, да. Штипјани, бидете спремни, доаѓа Мартинијан, или беше Мартинијан кога ќе гледате емисијата. Фала Фала ти ти, уште еднаш. Честитки од мене. Честитки од мене. Фала многу. Фала. Успеси, да. Фала. Фала. Пак нема, а ние ќе ги чачнеме политичарите во емисијата во таа насока, во една сабота наутро, излегувајќи се онака во кревет, мажот и вели на жената, аве, жено, утре избори, денес може да одмараме, нели? Утре гласаме, денес гласаат само болните, затворените и издемоштените, нели? А жената баш и нерасположена многу по претходната ноќ вели, абе види, ако цениме по тоа што имаше да ми понудиш сношти, и откако легнавме ти, подобро да станеш и денес да си гласаш со тие таквите. Нешто не го бива човекот, така мисли неговата жена, ама ќе биде ова, сосема како за крај.
Ќе си биде, се ќе си биде и државата ќе биде и сите ќе се сложат. Да, еден ден ќе се сложат, ќе ги биде и одие познати Мари и Кире. Да, сега баш не ги бил и не се сложни оти. Така е. Еден ден кога тој е пијан, таа не го сака. Нели, љута му. Друг ден кога тој пак не е пијан, замислете, тој не ја сака. Ај, мајка. А ќе биде и друго нешто, ќе биде повторно следниот викенд нова епизода од емисијата Нема љутиш. Јас само можам да ви посакам да бидете пак тука на вашата омилена телевизија. До тогаш многу поздрав. Чао.